Добро утро, Ване. Каква е улогата и значењето на тироидната жлезда, кои се најчестите заболувања кај населението во Македонија и како навремено можеме да ги препознаеме и лекуваме овие состојби? Токму на оваа тема, одговори на овие прашања бараме од доктор Ана Талевска. Докторке, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и благодарам на поканата. За почеток, што представува тироидната жлезда и зошто е важна за нашиот организам? Така. Тироидната жлезда уште е позната и како штитна жлезда. Тоа е мала жлезда која што се наоѓа на предната регија на вратот и слободно можеме да кажеме дека таа е регулатор на метаболизмот. Таа лачи три хормони: триодтиронин, тироксин и калцитонин, и првите два го регулираат базалниот енергетски метаболизам, и тоа би значило дека било каква дисфункција на тироидната жлезда доведува до тоа да нема оптимална работа на ниту еден орган во организмот. Така, например, ќе споменеме срцевата работа, работата на мускулите, на мозокот, и е особено важна во однос на растот и развојот на децата. Така. Кажете ми, докторке, кои се најчестите заболувања и проблеми поврзани со тироидната жлезда кај населението во Македонија? Прелиминарните резултати покажуваат дека во Република Македонија постојат околу 270.000 надиагностицирани случаи за некаков вид на тироидно заболување, и ако на тоа се додадат недиагностицираните, доаѓа дека е навистина често. Ако ги рангираме според честота, на прво место е хипотироидизам, тоа значи намалување на функцијата на тироидната жлезда. На второ место би биле нодозна струма, или тоа е познато како гушавост кај народот. Тука имаме нормално ниво на хормони, меѓутоа претходно веројатно претходел иоден дефицит. На трето место хипертироидизам, тоа е забрзана функција, тоа е зголемена функција на тироидната жлезда поради зголемено лачење на хормони и состојби поврзани со иоден дефицит, бидејќи Република Македонија е и од дефицитарно подрачје. Како секој еден од нас може да препознае дека има проблеми токму со тироидната жлезда? Кои се симптоми? Ова е наистина добро прашање, бидејќи симптомите се многу неспецифични и често може да ги препишеме на некоја друга состојба, например хроничен замор или стрес или пак неправилна исхрана. Најдобро да ги поделиме сега повторно според диагнозите. Доколку имаме намалено лачење на хормони, тогаш ќе имаме најмаркантен симптом е заморот, константно чувство на замор. Дури кај некои луѓе се јавува и апатија и депресија, качување на тежина, постојано чувство на студ, згрченост. Тоа се симптоми на хипотироидизам, додека на хипер или зголемена функција би било обратно. Тука би имале препатување, забрзена срцева акција, често знаат пациентите да кажат дека чувствуваат тахикардија или прескоци на срцето, понатаму намалување на телесната тежина, што се однесува до струма. Па тука најчесто чувствуваат нелагодност во голтањето, кое што не можат да го поврзат со некоја друга состојба, например не биле скоро настинати некоја инфективна болест, или пак веќе во, ако е подмината фаза, забележуваат и физичка промена со зголемување на ткивото кај вратот. Докторке, како се лекува ова тироидната жлезда? Постои ли доживотна терапија или сепак има лек? Има лек, добро што има лек, меѓутоа како се лекува зависи повторно од заболувањето. Во главно лекувањето е благодарно и пациентите имаат добар квалитет на живот. Кај хипотироидизам лекувањето е главно таблетарно, се користи таблетарна терапија која што се регулира според нивото на ТСХ хормонот во крвта, и тоа го прави ендокринолог. Доколку има потреба, имаме случаи на ремисија, кога веќе може да се донесе одлука повремено или трајно да се исклучат од терапија, меѓутоа тоа повторно продолжува со континуирано следење на хормоните во крвта. Кај хипертироидизмот исто така постои таблетарна терапија, повторно се следат нивоата на хормони во крвта, меѓутоа тука постојат уште два начини на кои што може да се лекува. Едното е со радиојод, а другото е со хируршко или лапароскопско отстранување, сега дали парцијално или тотално, тироидектомија. Меѓутоа, Америчката тироидна асоциација повторно вели дека кај овие пациенти веројатно ќе има потреба за доживотна субституција со левотироксин.
Што се однесува до струмите, односно гушавоста, тука најчесто е доволно да се прави ехотомографија, зависно како ќе одреди специјалистот, на 3, 6, 12 месеци, доколку постојат некои тироидни јазли или нодули. Исто така и тие се следат нивната големина, промена, дензитет. Ако има потреба, се назначува биопсија или пак се упатува понатаму пациентот за некоја хируршка процедура. Како исхраната и здравиот животен стил влијаат врз тироидната жлеза? Па тука како главен совет би ја дала националната препорака да се користи јодирана сол во исхраната. Од 1999 година мандаторно е да се користи јодирана сол во исхраната, бидејќи тоа ги задоволува дневните потреби за јод. Сега зашто го споменувам цело време јодот? Јодот е прекурсор за да се синтетизираат овие хормони, за да ги создадеме. И ако имаме дефицит на јод, тогаш имаме и дефицит на хормони, и затоа најчесто се појавува хипотироидизам. Сега постојат научни студии кои што бараат асоциации со други, например, нездрави животни навики, како што се пушење, алкохол, недостаток на физичка активност или пак живење во средина во која што има загаден воздух, недостатокот на минерали како селен, цинк или пак витамин D, исто така може да се поврзи со појавата на тироидни заболувања. Меѓутоа, тоа се само асоциации, а не постои некоја комплетна превенција. Сега зборувам генерално, освен ако не е некое автосомно доминантно заболување, тогаш манифестацијата на болеста најчесто е мултифакторијална, па така истото важи и за тироидните заболувања. И за крај на нашиот разговор, кој е вашиот совет за гледачите кога станува збор за превенција и навремена контрола? Повторно ќе споменам, најдобра превенција е доколку користиме јодирана сол во исхраната. Пациентите кои што имаат историја во фамилијата за тироидни заболувања или придружно автоимуно заболување, и ќе ја споменам бременоста обавезно како состојба, тоа се доволни причини за да се обратите кај вашиот лекар кој ќе ви даде инструкции како понатака се изведува прегледот и златниот стандард за поставување на диагноза, тоа е хормонски статус преку крв. Исто така би ги споменала и децата тука. Од 2007 година во Македонија постои задолжителен неонатален скрининг, каде што кај сите новороденчиња се проверува нивото на тироидни хормони, така и децата како категорија се опфатени во превенцијата. И сите останати кои што ќе се пронајдат во симптомите за кои што зборувавме, иако се неспецифични, добро е да се направи проверка, консултација со вашиот лекар, бидејќи целта на овој разговор беше дека раната превенција и раната диагноза го намалуваат ризикот од несакани последици на болест. Доктор Ана, ви благодарам за разговорот. Ти благодарам и вас. На тема тироидна жлезда, кои се симптомите и која е превенцијата, утрово разговаравме со доктор Ана Талевска.